Нивниот филм за девојка која доаѓа да живее во Скопје, потисната од родовите предрасуди и норми од нејзиниот роден крај, очекувајќи дека овде ќе почне нов живот, меѓутоа тоа што ја чека овде не е ништо многу посеено од таму каде што дошла. И во текот на приказната се запознава со Сара, која навидно има се што нели нема, меѓутоа набрзо тоа пријателство преоѓа во обсесија. И да, точно Скопје е практично еден од главните ликови во филмот, бидејќи снимаме во строгиот центар на градот цел ден. Главни луѓе се Наталија Теодосиева, она е Мими, потоа Тамара Ристовска, она е Сара, Оливер Митковски, Пепи Мечевски, Сашко Коцев. Ова е капулата кој што често се сеќаваат Мими и Сара и ова е практично последната нивна сцена на оваа локација. Тука практично на некој начин се раздвојува. Мими е девојка која потекнува од помал град и доаѓа во големиот град за да избега од некои претходни стеги и норми кои ја движеле и ја носеле низ животот. Доаѓајќи овде, таа го осознава малку повеќе животот на друг начин и почува да се бори со тоа, се соочува со општествени и социјални проблеми, со лицемерието на луѓето, става маски на себе за да може да се снајде во ова општество. Работев доста на карактерот, читав многу и се разбира тргав од најмногу од себе, од тоа како јас би се чувствувала да сум на нејзино место. Ќе откриваме дали приказната е тажна, весела? Или се уште се не знам, весела не е, ама не е ни надежна. Толку би кажала, искрено. Филмот изобилува со многу прекрасни локации кои се исклучиво во Скопје и тоа исклучиво на потегот на Малиот ринг во Скопје. Имаме доста ноќни сцени и користиме доста амбиентално светло, односно светлото на градот, така да со многу мала интервенција ќе се потрудиме да направиме добра фотографија. Јас мислам дека овој филм ни помага на нас, затоа што целиот карактер е тој да на фотографијата и на тие леери, тие планови да го искористиме градот и секој дишење на градот и движење на градот во разни ситуации, во разни временски периоди од денот. Дефинитивно најголем предизвик беше да се организира снимање на филм во овие специјални корона услови. Затоа ние добивме, односно изготвивме специјален протокол за снимање на филм и работиме по тој протокол. Не е нешто што до сега сите филмачи, сите сектори се навикнати. Имаме многу по строги нормално правила на работа, дури некои имаат конфликти самите со себе. Единствено глумците не носат маски, а сите околу носат дупли заштити, што се вика. Така да ние со Даријан веќе го спремаме 2 години филмот, интензивно во подготовки работиме 2 месеца. Мислам дека тоа што го знаеме и што го носиме со себе веќе ни е лесно. Уште еднаш ќе повторам дека најголем предизвик е корона криза и протоколите кои што мора да го искачи.